Добро вечер во магазинското издание на емисијата 360 степени. Еве ги темите за вечера. Секи што е Ерџан Сулјовски. По интервјуто од понеделникот откриваме, бизнис партнерот на зетот на Али Ахмети поседува 65% од фирмата, што лани свртела 110 милиони евра од увоз на мазут за државните електрани. Двете габаритни дивоградби на пластичарска во Скопје не само што не паднаа, туку и добија струја на диво. Дали ве кочи некој да постапувате, бидејќи на вистина огромни зданија? Не ме прашавте дали некој не кочи. Не кочи никој и треба институциите да постапуваат. Зошто наместо на трева мечот со Италија се играше по кал. Не верувам дека па дури македонските фудбалири би се согласиле условно да играат нов надпревар на ваков требник. Аптекарот, јас сум та што го пријавев, Калтрин. Многу се осеќам подобро и како пациент. Микрофонот е ваш пред онкологија. Дали Макрон, кога зборува за Европа во повеќе брзини, мисли на членки на ЕУ од втор ред? Pas du tout. Lorsque l'on adhère à l'Union européenne, on est membre à part entière. Почнуваме. Председателот Емануел Макрон сака да ја види Северна Македонија како членка на Европската унија и кога зборува за Европа во повеќе брзини, воопшто не мисли на членство од втор ред, вели вториот човек во француското министерство за надворешни работи Оливие Бешт. Pas du tout. Lorsque l'on adhère à l'Union européenne, on est membre à part entière. Il n'y a pas d'État de première classe ou d'État de deuxième classe ou de troisième classe. Tout le monde est dans le même train. Néanmoins, dans un train, il faut parfois des locomotives, c'est-à-dire des États qui veulent avancer plus vite et qui mettent justement davantage de carburant dans la machine pour pouvoir avancer davantage sur des coopérations. Ça a été le cas, encore une fois, de Schengen, c'est le cas de la monnaie unique, ça peut être le cas demain de politique en matière de défense ou de diplomatie qui pourraient être davantage partagées par certains États ou des coopérations technologiques. Ова е сегмент од интервјуто со францускиот министер Бешт, кој во целост ќе го видите малку подоцна во емисијата. Останете на МТВ. Продолжуваме. Едно од прашањата од понеделничкото интервју со лидерот на ДУИ Али Ахмети на МТВ што крена најмногу прашина во јавноста беше она за бизнис партнерството на зетот на Ахмети, сопруг на неговата ќерка Ускана, Куштрим Смајлај, со Ерџан Сулковски, косопственик на фирмата РКМ, која лани од увозот на мазут за потребите на државните електрани прокнижи приходи од 110 милиони евра и профит од 6,2 милиони евра. Вечер водиме чекор понатаму во овој случај и откриваме дека Сулковски, партнерот на зетот на Ахмети, има 65% од собствеништвото во РКМ, кој го стекнал со влог од околу 24.000 евра во момент кога оваа компанија веќе имала склучено договори со државните електрани вредни 112 милиони евра. Александар Димитриевски има и други индикативни детали. Во понеделникот, во 360 степени гостуваше председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети. Зборуваше пред се на политички теми, но доби и вакво прашање. Дали треба да заклучиме дека семејството Ахмети е во бизнисот со увоз на mазut? Unë u siguroj që familja Ahmeti nuk ka fare të bëjë me se kishte emrin Erџan Suluski. Зошто му го поставивме ова прашање на Али Ахмети и кој е Ерџан Сулковски? Денот бил 11 јануари 2022 година, кога две лица склучиле договор за основање на фирмата КСА Интернационал во Република Северна Македонија. Името на едниот содружник е Куштрим Смајлај, во тој момент германски државјанин со привремен престој во Зајас. Во документите од Централниот регистар не пишува дека истиот Куштрим Смајлај е зет на лидерот на ДУИ Али Ахмети, сопруг на неговата ќерка Ускана. Вториот содружник во компанијата КСА Интернационал е Ерџан Сулковски, македонски државјанин со адреса на живење во Кичево. Според податоците од Централниот регистар, веќе во првата година од работењето, фирмата на зетот на Ахмети и неговиот партнер
направила приходи од 12 милиони евра и профит од 2,5 милиони евра. Ке се согласите, ова е добар стартап. Куштрим Смајле може да предава на некоја академија за стартап. Nuk I di të dhënat konkrete, por Kushtrimin го знаете. Kushtrimi është dhëndri e miu, Skana është shumë e vërtet që është vajza e ime, por prokuroria, gjyqësia, asnjë nuk është në amnesti, por të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Unë nuk mendoj që është vetë kushtrimi, dhëndri, sigurisht që janë me shumë kompani të tjera, dhe unë nuk mund t'ja ndaloj kërkujt, zotë familjes time, që të mos kenë aktivitete, por ua kam bërë të ditur, që përpara ligjit janë si çdo qytetar të barabartë. Мислењето на Ахмети дека неговиот зет е партнер во КСА Интернационал со многу други компании не е точен, бидејќи негов единствен компањон досега бил Ерџан Сулковски. Велиме досега бил, затоа што Сулковски му го продал својот удел на Куштрим Смајлај во август годинава за само 2500 евра, колку што му бил основачкиот влог. Не помалку интересно е тоа што кога Сулковски и Смајлај ја регистрирале фирмата, за седиште избрале адресата Партизански одреди број 102 во Скопје. На локацијата има стамбена зграда со повеќе станови и локали. Случајно или не, дел од нив се во сопственост на фирмата Пуцко Петрол или семејството Јаховски. Случајно или не, на Пуцко Петрол и семејството Јаховски и бензинската пумпа веднаш до зградата на Партизанска број 102. Тоа истото семејство Јаховски на пратеникот од редовите на ДУИ, Исмел Јаховски. А Исмел Јаховски го знаете? Ismail Јаховски në njoh, është deputet I Bashkimit Demokratik për Integrim. Може да го прашате него и за Ерџан Сулковски, а и Куштрим може да го прашате. Po, do I pyesem, keni bërë kurreshtar, sepse unë vërtet nuk I di. Но партнерството со зетот на Ахмети не е единствениот бизнис во кој влегол Ерџан Сулковски во 2022 година. Во август таа година, односно 8 месеци откако почнал бизнис со Куштрим Смајлај, влегол и во компанијата РКМ, која до тој момент е во 100% собственост на Радко Капушевски. Не само што влегол во РКМ, туку и станал доминантен собственик со 65%, и тоа со влог од околу 24.000 евра во основната главнина. Сето ова се случува неколку месеци откако РКМ добива 2 тендера за набавка на мазут за потребите на електрани на Северна Македонија од вкупно 112 милиони евра. Што значил тој тендер за РКМ, покажува историјата на финансиски податоци на фирмата. Во 2018 година РКМ е компанија со приходи од околу 67.000 евра. Следната година расте на приходи од околу 800.000 евра, па на околу 1 милион, па на близу 8,5 милиони евра. За лани да забележи вртоглав раст на приходите од 110 милиони евра. Ако се погледне профитот пак, РКМ во 2018 година имала профит од околу 50.000 евра, што и бил најдобар резултат се до 2021 година, кога профитот се искачил на 220.000 евра. Лани добивката скокнала на 6,2 милиони евра. Или, додека зетот на Ахмети е бизнис партнер со Ерџан Сулковски и прави профит од 2,5 милиони евра во првата година од работењето во фирмата КСА Интернационал 2022, истиот Сулковски влегува како мнозински собственик во фирмата РКМ за мали пари во истата 2022 година, кога РКМ прави профит од 6,2 милиони евра, поради претходно обезбеден тендер за државните електрани тежок 112 милиони евра. Дали треба да заклучиме дека семејството Ахмети е во бизнисот со увоз на mazut? Unë u siguroj që familja Ahmeti nuk ka fare të bëjë me se kishte emrin Erџan Sulkovski. 360 степени испрати прашање до Демократската унија за интеграција. Дали Али Ахмети се распрашал за Сулковски и кој е неговиот став за поврзаноста на бизнисменот со неговиот зет? Пративме прашање и до Ерџан Сулковски преку компанијата РКМ. Како успел со влог од само 24.000 евра да стекне 65% од собственоста на компанија која имала обезбеден бизнис од 110 милиони евра,
и сосем очекувано ја завршила годината со милионски профит. До затворањето на историјата не добивме одговор. Уривањето на двете габаритни дивоградби кои никнаа на државно земјиште на улицата Пластичарска во Скопје е заглавено во сплеткарење меѓу надлежните државни институции. Оние пак што градат на диво, наместо да се воздржат од дополнително кршење на законите, продолжуваат да демонстрираат дрскост, па решиле и на диво да ги приклучат дивоградбите на електричната мрежа. Славица Филиповска за тоа кој е посилен. Законите или прекршителите? Намалена е фреквенцијата во сообраќајот на крајот на август и на познатата Пластичарска улица во Скопје. А ние, со месеци наназад сме гости во овој крај, од и овде, во срцето на главниот град, без некој да го попречи тоа никнаа две огромни дивоградби. И тоа не само без одобрение за градба, туку и на државно земјиште. Во една од нив има и струја. Комплетно е осветлено приземјето, а една сијалица свети на најгорното ниво. Пред неколку дена повторно ја проверивме состојбата. Едната дивоградба е во мрак, но другата не штеди на светло. Пред објектот затекнавме два луксузни автомобила. Едниот со скопски, другиот со тетовски регистарски таблички. Како е можно овој објект да свети со оглед на тоа дека нема собственик и е дивоградба? Прашавме во Евана, а според одговорот што го добивме од таму, ако евентуално има приклучок на струја, и тој е нелегален. Електродистрибуција нема издадено приклучок за објектите. Направени се дополнителни контроли на терен со цел утврдување на состојбата. Преостанува да се направи контрола во објектот, кој во моментов е затворен. Во наредните денови, повторно ќе се вложи напор да се направи контрола внатре во објектот. Во текот на септември, во два наврата, екипи на Евана ги провериле дивоградбите на Пластичарска. За неделава да добиеме одговор дека успеале да влезат во објектите. Екипите на електродистрибуција вчера повторно направија увид и успеаја да направат контрола внатре во објектите, при што и во двата беше констатирано неовластено користење на електричната енергија. Случајот веднаш се пријави во МВР и изготвен е записник. Корисникот денес се обрати во корисничкиот енергоцентар на ЕВН Васил Главинов со барање за нов приклучок и пропратна уредна документација. Овој приклучок ќе се реализира во наредниот период од страна на електродистрибуција. Ова отвори ново прашање. Како е можно за дивоградба некој да поднесе уредна документација? За да приклучите објект на струја, Евана бара одобрение за градење или решение за легализација. Компанијата не споделува детали за своите клиенти, но од податоците на катастар може да се види дека конкретната парцела е во собственост на државата, а и дека на неа се појавува имотен лист за објект со површина од 116 квадрати. Од Општина Центар велат дека во 2020 година на таа парцела е легализиран објект. Тоа е период кога градоначалник е Саша Богдановиќ, а пред да никне огромната дивоградба. Општина Центар издала правосилно решение за правен статус за бесправен објект на катастарска парцела 4291, катастарска општина Центар 1, на име Али Идрис во 2020 година. Се работи за намена А1, домување во стамбени куки. Општина Центар нема надлежност за приклучување на инфраструктурни мрежи. Ни од Центар, ни од Евана не успеавме да добиеме одговор на прашањето дали некој се обидува преку легализиран објект од 116 квадрати да протне струја за дивоградба со многу поголем габарит. Во овој објект изминатиот период затекнавме и друга новина, која доби интересен расплет. Приземјето се полнеше со роба, а на излогот се појавија налепници Muslim Shop Style. Кога прашавме во компанијата дали градбата е во нивна собственост или пак имаат договор за закуп, го добивме следниот одговор. Muslim Shop не е собственик на предметниот објект и покрај првични подготовки кои претходат на негово користење, фирмата моментално се откажа од истото затоа што не може да склучи никаков договор за користење или закуп поради фактот што се уште не е утврден правниот статус на објектот. Тоа значи дека се уште е во тек постапката за утврдување на фактот дали објектот е дивоградба или тоа не е случај, што пак представува законска пречка за склучување на било каков договор. Обстојувањето на дивоградбите е резултат на сплетки меѓу институциите.
Општина Центар 2 пати организира акција за рушење, но тие пропаѓаат. Првиот пат МВР не испрати асистенција поради презафатеност со дојавите за бомби во училиштата. Втор пат, во очи на акција за уривање, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ја одзема документацијата од Општина Центар. На самиот ден кога требаше да се изврши самата акција и рушење, акцијата беше пробиена. По повеќе месечно инсистирање на 360 степени да кажат зошто го земаја предметот од општинарите, од Државниот инспекторат со кој раководи кадарот на ДУИ, Фатмир Арифи, летото писмено ни одговорија дека група граѓани поднеле преставка за незаконито уривање на објект на пластичарска, па тие биле должни да проверат што се случува. Од увидот во водената постапка, како што е нотирано и во записник, е утврдено дека инспекцијската постапка не е водена согласно закон и овластениот градежен инспектор при Општина Центар е задолжен да ја повтори инспекцијската постапка. Ова значи дека наместо уривање, Државниот инспекторат бара од Центар да го почне процесот од почеток. Од инспекторатот побаравме да не ги достават и представката од граѓаните и записникот со кој констатирале дека Општина Центар сгрешила во постапката. Законскиот рок од 20 дена за одговор на нашите барања за пристап до информации од јавен карактер се уште тече. Од Општина Центар пак немаат намера да ја повторат постапката, туку го тужат Државниот инспекторат на управен суд. Нивното образложение во записникот е нецелосно законски спроведување на самото решение за рушење, на што нашите инспекцијски служби, правни служби не се согласуваат во целост. 3 дена по оваа изјава, на 11 јули, Општина Центар поднела и тужба против градежниот инспекторат, ни потврдија од управниот суд. Оттаму велат дека предметот е распределен кај судија и дека се постапува по него. Саботирањето на уривањето на дивоградбите на пластичарска и тоа од владина институција дојде и до ушите на премиерот уште во јуни. Јас сум уверен дека ВД директорот на Државниот градежен инспекторат почетокот на идната недела ќе ги достави сите потребни документи за да може да продолжи понатамошната Можно постапка. ново одлагање? Сметам дека ново одлагање ќе предизвика од мојот кабинет да биде повикан јавен обвинител за да ја провери целата постапка. 3 месеци подоцна, премиерот Ковачевски и градоначалникот Герасимовски ги сретнавме заедно на настан по друг повод. Прашање до двајцата. Премиере, прво вие во однос на една од дивоградбите на пластичарска јавно кажавте дека ќе побарате и јавен обвинител да реагира. Дивоградбите влакно не им фали за жал до сега. Дали преземавте нешто, дали го известивте обвинителството и дали не смеете или не сакате да се рушат дивоградби на узурпирано државно земјиште? Ќе ви кажам дека јас јавно кажав дека го повикувам обвинителството да реагира во тој случај. Не можам да знам дали обвинителството отворило случај. Меѓутоа, еве уште еднаш ви кажувам дека во текот на оваа недела писмено ќе го информирам ќе го прашам министерството со оглед на тоа дека имаме поделени надлежности до каде е тој случај и дали тие се информирале од средствата за јавно информирање, а за сите други детали може да ви каже градоначалникот. Од наша страна, од моја страна лично, имавме и со вас неколку средби и со другите новинари. Известено е јавното обвинителство, од моја страна имавме право и непосредни состаноци, а дополнително известени се и со целосна документација за постапката за овие два предмети. Иницирав и состанок со ДИГУ и Министерството за транспорт и врски за да поразговараме за самата тема. Ние имаме на 2 пати дадено решение за рушење и ќе стоиме позади тие решенија да се извршат во целост. Дали ве кочи некој да постапувате, бидејќи на вистина огромни зданија... Мене ме прашавте дали некој не кочи. Не кочи никој и треба институциите да постапуваат така како што е по закон. Затоа што на народот овде му е преку глава од криминал, од изигрување на законите и од правење на финансиски средства на грбот на граѓаните. Вие сте тие што тоа треба... Граѓани, законот треба да важи за сите. И има институции кои што идентификуваат прекршување на законот. Тоа е во овој случај инспекторатот во Министерството во Општината Центар, а другите институции кои што треба да го санкционираат исто така треба да бидат на ниво на задачата.
Затоа што доста беа попусти 30 години во оваа држава, некој да се чувствува државата да му е мајка, а на некого да му е маќеа. Од обвинителството за 360 степени велат дека веќе оформиле предмет. Кривичното дело е бесправно градење, за што кривичниот законник предвидува казни од 3 до 8 години затвор, па дури и одземање на недвижностите. Но не се знаат сторителите. Основното јавно обвинителство Скопје, постапувајќи по наведената информација, веднаш оформи предмет и даде насоки до Министерството за внатрешни работи за откривање на идентитетот на сторителите на кривичното дело. Од аспект на постапувањето на јавното обвинителство, доказите за кривично дело бесправно градење на соодветните локации се целосно безбедени и по идентификување на сторителите, тие ќе бидат соодветно процесуирани. Прашавме во МВР како оди потрагата по сторителите, а од нив добивме малку поинаков одговор. Ве информираме дека веднаш штом ќе бидат дадени наредби од обвинителството за овие случаи, како впрочем и за сите наредби од ОЈО, МВР соодветно ќе постапи. После овој одговор повторно се обративме до обвинителството. Оттаму веруваат дека по предметот се постапува и дека без разлика дали полицијата добила насока или наредба, по сторителите се трага. Нерешениот резултат што македонската фудбалска репрезентација го оствари на неодамнешниот надпревар со Италија беше делумно засенет од ужасната состојба на тревата на националната арена Тодор Проески. Зошто се случи тоа и дали ќе се повтори, одговорите ги бараше Владко Чаловски. Некогаш доволно за шампионска титула, за македонски услови против 4-кратен светски шампион, двократен европски и еднаш олимписки, бод голем колку планина. Но колку лошата состојба на теренот на арената Тодор Проески придонесе за финален резултат 1-1 против Италија. Беше многу тешко да доминираме на ваков терен. Им се извинувам на сите италијанци, изјави за италијанскиот национален сервис РАЙ, фудбалерот на македонската репрезентација и шампион на серија А со Наполи, Или Фелмас. Никој не се извинуваше, но месец и половина пред Италија, за теренот на националната арена Тодор Проески се жалеа фудбалерите на Левски од Софија, кога му гостуваа на Шкупи во квалификациите за Лигата на конференции. Дел од домашните медиуми тогаш критиката ја насочи кон бугарскиот клуб, дека бугарите дојдоа во Скопје и најдоа маана, или дека бугарите го нарекоа нива теренот во Скопје. Како и да беа примени овие поплаки дома, останува фактот дека теренот на националната арена служеше за подсмев на насловните страни на италијанските, а претходно и бугарските медиуми. Зошто се дозволи такво нешто и како да не се повтори? Овие снимки се од крајот на јули годинава. Теренот е оној на арената Тодор Проески, а фудбалерите се од бугарскиот тим Левски. Следниот ден беше закажан надпреварот со Шкупи. Воочливо, тешко може да се каже дека на теренот имаше тревник. За разлика од фудбалерите на Левски, италијанските репрезентативци одлучија воопшто да не тренираат кога дојдоа во Скопје за дуелот со Северна Македонија на 8 септември. Само се прошетаа по теренот, за да нема дополнителни оштетувања и евентуални повреди. Квалификација за европското првенство. Неверојатно како тука лошо нагази. Остана десното колено. Се смеја Лиовски. И нашите фудбалери имаат големи замерки на овој терен. За стручњаците теренот е ист за сите. Мудроста во фудбалот е тактичката подкованост. Зашто Спалети го препиша на терен. Разочарани сме што не ја искористивме предноста, но беше многу тешко да доминираме на ваков терен. Тие успеа да го искористат единственото решение што го има, а тоа е да го освојуваат теренот преку високи нафрлувања и одскокнување на топката. Успешното одржување на еден фудбалски терен може би не е едноставна работа, но основните принципи се поставени пред 6 децении. Уште во 60-тите години од минатиот век, стадионот Гудисон Парк во Англија имплементира дренажен систем. Потоа се воведува и подно грејење, со цел тревата да не мрзне и да има добри услови за игра преку цела година. Денес, некои стадиони во светот комплетно се трансформираат. Теренот влегува под трибините, а кровот може да се затвора. Арената Тодор Проески не е толку современа,
но теренот има подно грејење, дренажа и вграден систем за наводнување. Па сепак, теренот против Левски и Италија беше срамен. Од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор, кој управува со арената, велат дека проблемот е што тревата ја нападнал паразит. Укажуваме дека проблеми од овој тип не беа регистрирани во претходниот период, односно пред надпреварот со Украина. Теренот на стадионот беше позитивно оценет од страна на УЕФА. По извесен период, кон крајот на јуни, констатирано е дека тревата е заболена од болеста питиум, растителен паразит. Од државната компанија велат дека презеле итни мерки, но дека теренот не може да се санира преку ноќ. Од страна на нашите стручни служби, веднаш беше пристапено кон третирање на болеста и ново просејување со семиња и прихрана. Квалитетот на теренот беше доведен до задоволително ниво, поради што УЕФА даде зелено светло за одржување на надпреварот со Италија. Сепак, кусиот период до следниот надпревар, во случајов со Италија, не дозволи целосна реконструкција, а дополнителен проблем беше и фактот дека во меѓувреме на стадионот беа одиграни неколку клупски меѓународни надпревари, поради кои тревата дополнително се оштети. Дали состојбата на теренот беше тактички трик? Во разговор со 360 степени, портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија, Златко Андоновски, целосно ги отфрла ваквите теории. Како и останатите тимови, и тие плаќаат рента за да игра репрезентацијата. Она што е најважно за Фудбалската федерација на Македонија не само во овој момент, туку години наназад. Јавноста да знае дека овој стадион, Националната арена Тодор Проевски, не е во собственост, ниту пак го стопанисува Фудбалската федерација на Македонија. Ние само имаме договор за одигрување на надпревари до февруари 2025 година. За жал, инфраструктурно Македонија од овој степен има само еден стадион, а тоа е Националната арена. И тоа е причината поради која што ние сме на некој начин приморани надпреварите на репрезентацијата да ги играме на нашиот најголем стадион. И покрај тоа што плаќаат за да играат на Тодор Проевски, од Фудбалската федерација велат дека се подготвени тие да постават нов терен, така наречен хибриден. Дел природна, дел вештачка трева. Сето тоа е процес кој што трае. Ниту ФФМ официјално нема изнесено став дека ќе прави било што на Националната арена, затоа што не е во собственост на Фудбалската федерација. Вистината е дека ние имаме договор до февруари 2025 година и интензивно се преговара за условите под кои ФФМ и ПУИК би соработували и во иднина. Наша основна цел е репрезентацијата, како што тоа го потврдуваме години наназад, да има најдобри услови не само за надпревари, туку и се што е вклучено во организацијата за тимот. Од логистика до патување, до стадиони и сите тие работи кои што се основа за да имаме добри резултати. За жал, последниот период тоа не беше така. Според Андоновски, ако теренот не се санира на еден или друг начин, дури и македонските репрезентативци ќе одбијат да играат на Тодор Проевски. Не верувам дека па дури македонските фудбалири на ваков начин би се согласиле условно да играат нов надпревар на ваков тревник. Сликата кажува се. Вака изгледа сега теренот на Националната арена. Нивата, како што го нарекоа бугарските новинари, теренот на Националната арена Тодор Проевски при надпреварот на Шкупи Левски во јули, како и италијаните на репрезентативниот меч помеѓу Македонија и Италија, очигледно вродува со плод. Десетина дена по надпреварот, теренот е во значително подобрена состојба. Сепак и одблизу, а и оддалеку, видливо е дека ќе биде потребно повеќе време и постојан труд за теренот на Националната арена да се доведе во добра состојба. Барем приближно на квалитетот во 2017 година, кога Скопје беше домаќин на Европскиот суперкуп, во кој играа Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид. А барем следниот надпревар, македонската фудбалска репрезентација нема да го игра во Скопје. Пријателското соочување со Ерменија на 17 октомври е закажано на стадионот Благој Статов во Струмица.
Случајот со клиниката за онкологија и медиумските наводи за кратење и злоупотреби на терапијата за тешко болните е тема во рубриката Микрофонот е ваш. Во очекување на исходот од предистрагата на обвинителството, слушнете ги искуствата на некои пациенти и роднини на пациенти на онкологија. После пријавувањето на аптекарот, јас сум та што го пријавев, Калтрин. Многу се осеќам подобро и како пациент и од сите вработени и од доктори, пречекот е многу подобар и после овој скандал што се деси. Превише задоволен. Услуга максимална, терапија све во ред. Персонал работи све без проблеми. Малце сме загрижени, нормално дека сите сме засегнати од ситуацијата, што и како се дешава, но немаме друг избор, мора тука да доаѓаме. Да, навистина е грозно тоа што се случува, меѓутоа моето искуство е поинакво. Болна сум од карцином веќе 4 години и 7 месеци. Докторот што ме води, многу сум задоволна како ме води по овој пат. Голема е разликата. Да, сега се многу подобрени работите внатре. Сите се плашат сега. Не сум бил тогаш што сум дал сега. Ово време што сум овде 1 месец сум превише задоволен од сите. Па за нас е окей, претходно беше така и сега. Докторот е секогаш коректен. Немаме некоја забелешка со него. Слушам од други пациенти дека другите доктори не се љубезни, доста се нетрпеливи со пациентите. Докторот секогаш ме пречекува со зборовите како си. Лично во оваа клиника, во онкологија, многу ми било барано и секоја идење ми сум давала. И затоа го пријавив аптекарот. И пари давав и соодветен лек не добивав. На другите не знам, овде јас сум превише заблагодаран. Никој не барал нити мито, нити ништо. Сега, за сега не. За натаму. Процесот е долг, не знаеме ни што ќе минеме. Никогаш и оперирана сум, и аблации ми се правени во 8 септември, тука на оваа клиника сум лежела. Докторите биле крајно коректни. Да, бев принудена да плаќам по 100 евра за да ми се крие лекот од имуношко-биолошката терапија. Не. Јас ви кажувам дека дури и минатата година кога навистина ми беше лошо од хемотерапијата, мажот ми дојде се му пренесе на онкологот. Онкологот веднаш од клиниката испрати цел пакет инфузии и рече да се јавиме на домашна посета, доаѓаа цела недела ми ставаа инфузии. Корупцијата во Македонија е најголемиот проблем и многу е честа. Тоа нека зборат тие што знаат, ја не. Лично не сум засегната да речам дека лично се ми барале, но од тоа што се слуша или од пријатели ваму таму, да. Не верувам дека е цело, сигурна сум дека не е целото, можеби кај одредени структури постои и сигурно постои, меѓутоа јас не сум го почувствувала на своја кожа. Оливије Бешт,
втор човек во француското Министерство за надворешни работи, кој вчера беше во посета на Скопје, во интервју за 360 степени вели дека председателот Емануел Макрон сака да ја види Северна Македонија како членка на Европската Унија и дека при тоа воопшто не мисли на членство од втор или трет ред. Погледнете го краткиот разговор со министерот Бешт. Министер Бешт, благодарам за ова интервју. Предпоставам познато вие во парламентот на Северна Македонија нема две третини, нема двотретинско мнозинство за да се донесат уставните измени кои се неопходни за да продолжи пристапниот процес на оваа земја во Европската Унија. Од позиција на член на влада од која предходното лето во 2022 дојде предлогот за деблокирање на процесот, овде познат како француски предлог, чие што спроведување сега е блокирано поради несогласување на опозицијата. Како гледате на целиот овој контекст? Bien, d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureux d'être ici aujourd'hui en Macédoine du Nord et à quel point je suis confiant aussi sur le processus d'adhésion qui va mener la Macédoine du Nord à adhérer à l'Union européenne. La proposition française que nous avons faite durant la présidence française de l'Union européenne l'année dernière, en 2022, elle a eu beaucoup de vertus. D'abord, la première, et pas la moindre, c'est finalement de débloquer une situation qui était bloquée, on le sait, notamment du fait d'autres États membres de l'Union européenne, et de permettre ainsi au peuple macédonien de reprendre le chemin de l'adhésion. Et la deuxième vertu, c'est qu'elle a aussi permis également, dans cette proposition, la reconnaissance de la langue macédonienne. Aujourd'hui, cette solution, elle permet donc la reprise du processus. Je sais que la situation est difficile à l'intérieur même du Parlement macédonien, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce processus d'adhésion, il ne dépend plus finalement du blocage d'autres États de l'Union européenne, il dépend en fait du Parlement macédonien. Et moi, je suis confiant que le Parlement macédonien arrivera aujourd'hui à dépasser ces blocages et donc à reprendre la voie de l'adhésion que nous souhaitons évidemment la plus rapide possible. Во денот кога од Блед председателот на Европскиот совет Шарл Мишел препорача 2030 година да се постави како некаков индикативен рок за прием на нови членки во Европската унија, што прозвуче охрабрувачки за регионот, председателот Макрон истиот ден од Париз зборуваше за Европска унија во повеќе брзини, што пак беше доживеано како студен туш и во Северна Македонија и во други држави од регионот. Може ли попрецизно да ни кажете што е ставот на председателот Макрон околу иднината на Северна Македонија и на другите земји кандидатки во Европската унија? Сака ли да ги види членки еден ден во ЕУ? Alors, d'abord, soyons très clairs, la position de la France et du président Emmanuel Macron, c'est que nous voulons élargir la famille européenne et que nous voulons la Macédoine du Nord comme pays membre de l'Union européenne. Et la véritable question aujourd'hui n'est pas de savoir si nous voulons cet élargissement ou même quand est-ce qu'il se fera. La vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'il se fera. Il y a encore des efforts qui doivent être faits par un certain nombre de pays et nous devons également, nous, Union européenne aujourd'hui, continuer notre réforme interne, c'est-à-dire l'approfondissement communautaire pour faire en sorte que cette union puisse fonctionner lorsqu'elle ne comptera plus 27 mais peut-être 35 ou davantage États membres. Et puis, deuxièmement, il y a, vous le dites, cette union qui avance à plusieurs vitesses. Mais en réalité, c'est déjà le cas. Si vous voulez, nous avons aujourd'hui à l'intérieur même de l'Union européenne ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Nous avons des politiques qui s'exercent à moins d'États qu'il n'y en a dans l'Union européenne. Je pense notamment à Schengen, la libre circulation sur la disparition des frontières pour les
êtres humains à l'intérieur même de l'Union, c'est-à-dire la fin des contrôles des passeports et des cartes d'identité. Et nous avons également l'euro, qui est une monnaie qui est partagée, non pas par les 27 États membres, mais seulement par certains d'entre eux. Ce qui est très clair, c'est que ces coopérations, elles n'ont jamais empêché les autres de s'y joindre. Il s'agit en fait de propositions que font certains États pour aller plus vite. Ces États souhaitent pouvoir coopérer davantage au sein de l'Union européenne, mais ce n'est pas fermé aux autres. Ça permet à ceux qui le souhaitent d'aller plus vite, ça permet à ceux qui ne souhaitent pas s'engager dans ces politiques-là de ne pas en être ou de rejoindre plus tard. Il n'y a donc absolument aucun antagonisme entre, d'un côté, le fait d'élargir l'Union européenne et de l'autre, de se dire que nous pouvons avoir des États qui avancent plus vite sur certaines politiques. Pour résumer, la Macédoine du Nord est évidemment la bienvenue et le plus rapidement sera évidemment le mieux, je le répète, dans l'Union européenne, afin d'élargir cette grande famille européenne. Mais nous devons en parallèle aussi avancer sur un certain nombre de réformes internes à l'Union européenne pour être plus forts dans ce monde, on le voit bien, qui est un monde de choc, notamment géopolitique, où cette Europe, elle doit être forte pour pouvoir exister. Значи, не зборуваме за членство от втор ред во Европската унија. Pas du tout. Lorsque l'on adhère à l'Union européenne, on est membre à part entière. Il n'y a pas d'État de première classe ou d'État de deuxième classe ou de troisième classe. Tout le monde est dans le même train. Néanmoins, dans un train, il faut parfois des locomotives, c'est-à-dire des États qui veulent avancer plus vite et qui mettent justement davantage de carburant dans la machine pour pouvoir avancer davantage sur des coopérations. Ça a été le cas, encore une fois, de Schengen, c'est le cas de la monnaie unique, ça peut être le cas demain de politique en matière de défense ou de diplomatie qui pourraient être davantage partagées par certains États ou des coopérations technologiques. Encore une fois, je le répète, ces coopérations, elles sont ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas nous faisons ça à quelques-uns et les autres n'ont pas le droit d'y participer. C'est nous mettons sur la table une proposition de coopération renforcée pour aller plus loin que le font généralement les pays européens dans certains domaines. Ceux qui veulent venir avec nous et qui sont prêts pour y aller sont les bienvenus. Mais encore une fois, ça n'empêche pas du tout les autres États de l'Union européenne d'être dans l'Union européenne et d'avancer également tous ensemble sur les politiques de l'Union européenne. Вашето министерско портфолио е пред се поврзано со надворешната трговија и економијата. Франција долго како да не беше заинтересирана за инвестиции во овој регион, но имаме некаков впечаток дека сега тој пристап се менува. Кој е интересот на вашата влада конкретно во Северна Македонија на планот на економијата и инвестициите? D'abord, je dois dire que vous avez raison. La France a été trop longtemps absente sur un plan économique des Balkans occidentaux. Nous renouvelons aujourd'hui, nous l'avons dit, notre intérêt politique. C'est un territoire, les Balkans occidentaux et notamment la Macédoine du Nord, que les Français aiment et dans lesquels ils souhaitent s'investir politiquement. C'est ce que nous faisons. C'est la preuve aussi que le président de la République a donné en poussant l'adhésion de la Macédoine du Nord aujourd'hui à l'Union européenne. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous la souhaitons le plus rapidement possible. Évidemment, cet investissement politique, il doit s'accompagner d'un investissement économique. Alors, les choses s'améliorent. Nous avons quasiment multiplié par 3 nos échanges économiques depuis plus de 10 ans, mais cela reste encore faible par rapport à l'investissement d'autres pays. Nous sommes en train de nous rattraper un peu dans le domaine de la défense, notamment avec un contrat qui a été signé, notamment pour la défense dans un certain domaine, notamment la défense aérienne du pays. Mais nous souhaitons également aujourd'hui être davantage présents
dans d'autres secteurs. Je pense notamment au secteur de la santé, je pense au secteur de l'énergie. Il y a le grand défi de la transition énergétique avec les énergies renouvelables et je pense que ce sont de beaux chantiers de coopération. Les entreprises françaises sont très impliquées dans ces domaines. Certaines sont d'ailleurs des leaders européennes ou des leaders mondiales dans ce domaine et je pense qu'elles trouveront ici en Macédoine du Nord forcément un accueil favorable pour participer tous ensemble à cette grande transition énergétique qui est nécessaire face au changement climatique. Министре, беше благодарам за ovo интервју. Je vous en prie. По разговорот со францускиот министер Бешт следува ново издание на рубриката Саботажа. Наистина нема потреба да се копа толку длабоко во историјата за да се свати за кој лик се мисли дека е одиграл најважната улога во македонското правораздавање. Па во дескрипцијата за неговиот лик, меѓу сите досегашни звезди, во војната се издвојува како најпознатиот негативец. Јас ќе оставам на имагинацијата, на креативноста, меѓутоа и на истражувачкиот потенцијал на нашите новинари, да се навратат 15 на години во нашиот правосуден систем, да видат како се менувани одредени закони, како се монтирани одредени процеси и тогаш ќе можат многу лесно да идентификуваат кој е Дарт Вейдер на македонското правосудство. Тоа што Маневски дефинитивно е Анакин кој преминал на страната на темните сили, не би требало да биде предпоставка, но не може ниту да се исклучи дека и неговиот наследник еден ден од добар джедај витез во зависност од сценариото нема да му се предаде на мрачниот господар. Ако за казните во кривичниот закони кои што не помогнаа многу функционери да одговараат изминатиот период да беа високи, стои како што вели премиерот Дарт Вейдер, дали вака како со измените, пошто нели ставот на владата е дека сега поефективно ќе биде судството, премиерот се доживува како Лук Скајвокер или како некој джедај. Кој како се чувствува интимно прашање за кое секој има свој одговор, но најважно од се е каква е перцепцијата кај граѓаните за ликовите од македонската политичка галаксија. Еден од нив смета дека ним им е доста од политика, ама наместо да се надградува како цивилен активист, тој самиот решава да си прави партија. Најголем дел од луѓето се луѓе кои што првпат ќе влезат во политиката, бидејќи ја чувствуваат состојбата дека е претежно многу тешка во државата, дека живееме во многу комплицирана држава која што е зависна од политичарите, едноставно мора да ја ослободиме за да им ја дадеме на граѓаните назад. И како ќе ослободите, формирате политичка партија? А на граѓаните постојано и напред и назад. Слободно им се сервира истата понуда. По гарантирана цена може да бираат помеѓу помала или поголема вистина. Целосно подпирајќи се на дебатата околу тоа кој ја зборува, а кој користи алтернативни факти. Не сум кажал да ги види. Сум кажал дека пренесувате неточни информации. Можда неточните информации се лажење. Во таа ровска битка за тронот се вклучува и скопската кметица, им прави нервоза на своите доскорешни поддржувачи, па тие преемотивно реагираат на најавата дека таа собира потписи за да им ги помати сметките. И вие ли ќе водите кампања овдека? Подпишевте ли пристапница за новата партија? Ајде, молам. Задржете ги вашите коментари за себе. Вие политичката волја на СДС овде ја представувате, така да ве молам задржете се од коментари, освен ако после претходното гласање за паркинзите вие не сте пополниле пристапница со СДСМ. И на крајот, наскоро појасно ќе се види кој чија пристапница пополни, но барем за сега, за ВМРО, ке нема кој повеќе да грми. Многу ми е гајле дали ќе му наштетам на Мицкоски. Тој си штети сам себе, тој штети на државата, тој штети на својата партија. Проблемот кај Мицкоски што на сите ни штети. Сам себе си е штета човек. Штетниците не ги определува ничи политички став, туку начинот на кој функционираат во животната средина. Ако природата ги прифаќа, тогаш џабе се сите видови заштита.
Овде завршува ова издание на емисијата 360 степени, прво магазинско во новата сезона која се емитува на јавниот сервис. Ви благодарам што бевте со нас. Ви закажувам нова средба в понеделник од 20:15 на МРТ1. Пријатно.